Почитувани колеги пратеници, почитувани заменик министре по финансии, вчера доста долго дебатиравме по овој предлог закон за измени и дополнување законот за добивка и до касно синоќа секако дека работевме да ги расчистиме работите. Не успеавме да ви убедиме во некои работи дека ова е многу лошо решение кое го давате. Сега во овој период на многу голема неликвидност, на многу тешка економска активност, на многу слаба економија во Република Македонија, да уште една давачка, една казна, една глоба, јас не би го нарекол ова фискална мерка, данок на добивка, нов, туку нешто што сепак ќе ги задре пак џебовите на граѓаните во Република Македонија. И сега под насловот данок на добивка. Постои ли во Република Македонија данок на добивка? Постои ли во Република Македонија равен данок од 10%, она што веќе неколку години наназад, 5-6 години, оваа влада го заговара дека е тоа единствениот услов, најдобар не само во окружувањето, туку во цела Европа и меѓу четирите можеби во светот, услови за да се окарактеризира или класифицира Република Македонија како една од топ дестинациите за инвестирање и отпочнување со бизнис. Јас би рекол, почитувани граѓани, дека данок на добивка, дека равен данок во Република Македонија не постои. Никој во Република Македонија веќе не плаќа данок на добивка. Никој во Република Македонија веќе не плаќа данок од 10%, па макар тоа било или данок на добивка или персонален данок. Тој данок веќе отиде во рамките на 20 или 30%, затоа што едни исти пари за исти цели оваа влада, оваа власт на ВМРО-ДПМН се повеќе и повеќе задирајќи во џебовите на граѓаните на Република Македонија, на неколку кратен начин ги оданочува истите трансфери. И сега им текнало на дадените заеми да се плаќа данок од 10%, доколку тој во годината кога се дадени не бидат вратени на давателот на заемот. И кој ќе го плати тој данок? Ќе го плател давателот на заемот. Ова е небулоза. Ова е нешто невидено. Ова е нешто што ја убива не само инвестиционата активност, не само деловната активност и соработка помеѓу правните лица во Република Македонија, туку ова е нешто што системски го нарушува фискалниот поредок во Република Македонија. Има ли во окружувањето, има ли во светот некаде вакво понудено решение? Да на дадените позајмици се плаќа 10% данок, доколку тие не бидат вратени во период од една година. Нема. Кој на кој денес дава позајмица? Оној кој има, кој е ликвиден, дава на својот деловен партнер, кој не е ликвиден, кој нема за да обстане и да ја продолжи неговата деловна активност и тие во соработка продолжат да ја објавуваат дејноста за кои се формирали, еден со друг. Не може некој неповрзан да зема позајмици од некој кој е добростоечки. Се знае кого на кого дава. И пазете, во вашето лито, не знам со кои зборови искривено образложение, велите причината за која го давате ова предлог решение. Вели вака, со што во практика се случува фирмите кои се обврзници за целите на данок на добивка, да даваат заеви со што ја намалуваат даночната основа од која се пресветува данок на добивка. Добро, од каде го ова измисливте? Кој денес плаќа на добивката данок на добивка? Во Република Македонија веќе неколку години назад се плаќа данок на непризнаени расходи. И се знае кои се тие непризнаени расходи. Или не се знае. Затоа не се знае, затоа што таа лепеза, ако беа 10, денес е 100 такви непризнаени расходи. И само таа даночна основица ја покачувате и покачувате со цел се повеќе и повеќе пари да задирате од граѓаните. Па има примери, кога еве на пример некој има сликовито 1 милион
денари чиста добивка, разликата помеѓу приходите и расходите. И на тоа треба, ако е 10 равен посто данок, да плати само 100.000 денари. Ама ако има непризнаени расходи, тие кои оваа влада ги нагомилува и ги надодава од година во година меѓу кои е сега и тие на заемите, можеби ќе се случи таквите да одат и до 2 милиони денари, до 3 милиони денари непризнаени расходи. И во тој случај тој треба да плати не 100, 300.000 денари за таа година, 3 пати повеќе. Тоа е она за кое говориме дека во Република Македонија не постои равен данок. И ние строго и упорно се противставуваме на ваквото законско решение и баравме од вас како министерство да го тргнете. Или најмалку што можете да сторите во вашето образложение, разбирајќи ги до некаде условите под кои донесувате, ама не овие кои ги наведувате, дека некаде ќе се изгубеле тие пари, немало да се плати нити персонален, немало да се плати никаков данок, ќе отишле во некоја фирма, каде што отишле како позајмица, и ќе биле со години наназад невратени. Зошто не го ставивте рокот, како што баравме и во момент, барем за 3 години? 3 години е периодот од многу аспекти разбирлив, за застарени побарувања, за утужување на побарувањата. Па најмалку да не речем овде во парламентот ние за законот за платен промет го продолживме плаќањето со цесии, компензации и асигнации веќе со години наназад, година за година, сега и до дури 2015 година. Со што нешто самата влада признава дека е немотна финансиски за да ги среди работите во Република Македонија и тоа го прави од тој аспект. Зошто не отидовте барем со тој рок за да им даете одушок на фирмите за да се средат, за да не дојде наплив наредната година од додатни даноци и додатни глоби од 10% на вакви дадените позајмици. Што се одесува и до вториот дел, каде што досега дивидендите, кога беа распределувани од правни на правни лица резиденти на Република Македонија, значи фирми само македонски, регистрирани од македонски граѓани и обстојуваат целосно во Република Македонија, немаше данок на распределената дивиденда. Сега, овде, уште една прилика да кажам дека воведувате нова казна, нова глоба, нов арач на фирмите во Република Македонија и само за домашните фирми, кога ќе се распредели дивидендата, вие барате да биде платено 10% данок. И кога ќе таа дивиденда отиде кај оној која зема, и кога ќе биде исплатена на оснивачот, на собственикот, на физичко лице, ќе се плати уште 10% персонален данок. И дојдовме до некоја категорија дека веќе 2 пати по 10 и претходно ако има некоја позајмица со таа фирма давател, делител на дивиденди, сме отишле веќе на оние фамозни над 30%, само по основ на данок на добивка, во рамките на овој фамозен данок на добивка, владата, оваа власт, зема од граѓаните на Република Македонија. Се спротивставивме силно, меѓутоа вие не слушате. За нерезидентите во Република Македонија ова не важи. Верувам дека нема да важат и позајмиците за нив. Верувам дека на тие странски инвеститори за кои никој овде нема ама апсолутно никакво против, што веќе екзистираат и во технолошко-индустријските развојни зони, каде што 10 години се ослободени од било каков даночен биланс да поднесуваат. Значи нема никаков данок на добивка кај нив. Каде што 10 години се ослободени од персонален данок по плата. Каде што 70 години и наназад и нанапред ќе земаат државна помош од буџетот на Република Македонија, од џебовите на граѓаните на Република Македонија, за да опстанат во тие тирзови. И никој нема против тоа. Меѓутоа, против имаме зошто да не бидат исти аршините, како за домашните, така и за странските компании. Зошто и нашите внатрешни домашни инвеститори, кои сами инвестираат во своите фирми и се борат со неликвидноста и лошите услови за работа, не добијат за узврат нешто и од оваа влада за да обстанат. Туку само добиваат од ден на ден се повеќе и повеќе давачки, се понови и понови глоби и казни. Никој не би се сложил дека ова е вистинското ваше решение да ги угушите нетранспарентните трошења на фирмите
за нивните собствени пари, туку само би потенцирал дека уште еднаш потврдува оваа власт дека е немоќна, дека споро и многу голо го полни буџетот со многу мањак на милиони евра претпоставените за буџетските години, па измислува на најразноразлични начини да дојде до одредени средства. Благодарам, господин Вирович.